Во јануари или Доналд Трамп или Камала Харис ќе бидат следниот американски претседател и клучниот глас во одредувањето на геостратешките интереси на САД и врховен командант кој ќе раководи најмоćната армија во светот. Нема војни освен ИСИС, која ја победив, но тоа беше војна која беше започната. Немавме војни. Можев да ги прекинам војните со телефонски повик. Трамп никогаш не објасни како ќе стави крај на војните. Додека Џо Бајден е во Белата куќа, Русија ја нападна Украина и милитантните групи Хамас и Хезболах го нападна и Израел, што доведе до крвава едногодишна одмазничка кампања на израелските сили. За време на мандатот на Трамп не започнаа големи војни и тој не ги вклучи САД во нови вооружени конфликти. Поддржувачите на Трамп тоа го нарекуваат мир преку манифестација на сила. Демократите тврдат дека тоа е случајност и дека на крајот од мандатот на Трамп американските трупи се уште војувале во Авганистан, Сирија, Ирак и Јемен. Тука е и непредвидливоста на Трамп. Председателските историчари ја нарекуваат теорија на лудокот. Идејата дека преправајќи се или барем наведум да се биде подготвен, да се биде непредвидлив во надворешната политика и да се одмазди злобно, беше начин на манифестирање сила. Непредвидливоста во таа смисла може да биде доблест. Критичарите велат дека непредвидливоста на Трамп, поврзана со неговиот личен интерес, е опасна во светот со нуклеарно оружје. Непредвидливоста исто така може да го комплицира згаснувањето на конфликтите. Деескалацијата и дипломатијата зависат од кореографијата, а кореографијата треба да биде предвидлива. Ако знаете што ќе биде следниот шикор на вашиот противник, можете да се соочите, но без конфликт. На дипломатскиот фронт, Харис се смета дека има потрадиционален пристап. Како и председателот Џо Бајден, таа верува во мултилатерализам и градење сојузништва за одржување на глобалното лидерство во САД. As Vice President, I have confronted threats to our security. Како подпредседателка се соочив со закани за нашата безбедност, преговарав со странски лидери, ги зајакнав нашите сојузништва и се ангажирав за нашите храбри трупи во странство. Како врховен командант ќе се погрижам Америка секогаш да ја има најсилната, најсмртоносната борбена сила во светот. Но Харис, како и Трамп, може да бидат поселективни во одредувањето кои конфликти бараат американски воен одговор. САД повеќе не се единствената светска суперсила. И Трамп и Харис го игнорираат фактот дека има редистрибуција на моќта во меѓународниот систем, дека другите земји исто така имаат збор, дека Русија и Кина имаат своји ставови за тоа како треба да функционира меѓународниот поредок. Разликата, вери Лајпсон, е во тоа што Харис верува во моќта и лидерството на САД и би била повеќе склона да ги собере сојузниците со цел заеднички да ги решаваат проблемите. Таа најверојатно ќе го продолжи притисокот на Бајден за поголемо трансатлантско единство за поддршка на Украина. За ситуацијата во Газа го нагласи почитувањето на хуманитарните закони. Доналд Трамп му вели на премиерот Нетањаху: направете го тоа што треба да го направите на Блискиот Исток. Камала Харис вели: имате право да се браните, но треба да ја земете предвид хуманитарната криза со палестинците. Дали некој од ваквиот пристап ќе води до различен исход? Конечно, дали некој ги слуша САД? Додека американците се подготвуваат за изборите, тоа е тешко прашање, без разлика кој ќе победи во ноември.